Бајколент. Аудио бајке. Приказната за Паторчо. Си беше еднаш еден мал човек кој се викаше Паторчо, затоа што многу сакаше да си подпевнува. Квак, 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 како патка. Тој беше толку богат, што дури му позајмуваше пари и на кралот, но кралот не му беше вратил ниту едно денарче. И така, едно утро, тој си ја нарами торбата и замина кон кралската палата. Додека минуваше низ едно поле, неговата пријателка лисицата го запре. Кај си тргнал, Паторчо, пријателе ти? На некое место ново или некаде каде што веќе си бил? Одам кај кралот да си го побарам она што е мое. Ке сакаш ли да ми се придружиш? Добро ќе ми дојде друштвото твое. Се разбира, му одговори лисицата. Тогаш скокни во мојата торба. За тебе место ќе се најде лесно, ако не ти пречи да се стуткаш и малку да ти биде тесно. Лисицата се смали, стана многу малечка, па скокна во торбата и си најде место таму. Тие продолжија по патот и ја сретнаа скалата, која исто така му беше пријателка на Паторчо. Здраво, Паторчо, каде одиш? Патот твој кај ли те води? Одам кај кралот да си го побарам она што е мое. Лисицата веќе со мене појде, ке сакаш ли и ти да дојдеш? Секако, му рече скалата, а Паторчо и врати. Тогаш скокни во мојата торба. За тебе место ќе се најде лесно, ако не ти пречи да се стуткаш и малку да ти биде тесно. Скалата се смали, стана многу мала и се стутка до лисицата. Паторчо продолжи по патот и стигна до еден извор и едно осило кои му беа пријатели. Здраво, Паторчо, одамна кај нас не си дошол. Може би ке ти се најдеме онаму кај што си пошол? Одам кај кралот, тој измамник стар. Парите не сака да ми ги врати тој нечестен, на патките цар. Може ли да дојдеме со тебе? Праша изворот и осилото. Секако, сигурно за вас место ке се најде лесно, ако не ви пречи да се стуткате и малку да ви биде тесно. Изворот се претвори во мал вител и се нурна во торбата, а веднаш по него скокна осилото. Само што стигна во кралската палата, Паторчо побара да се види со кралот. Меѓутоа, неговото височество воопшто не сакаше да му ги врати парите, па им нареди на своите стражари да го фрлат недобре дојдениот гостин кај мисирките. Таму мисирките го бркаа и се обидуваа да го исколваат, па Паторчо ја повика својата пријателка лисицата. Помагај, Лиско, ке ми исколваат ко зрно, помагај брзо, ти ми се пишува црно. Лисицата веднаш скокна од торбата и ги изгони незгодните мисирки. Паторчо едва ја успеа да земе здив од неволите, кога кралот нареди да го фрлат во еден длабок бунар. Тогаш кутриот Паторчо извика: Скало, помагај, зашто залудно се мачам. Да излезам од бунаров, на тебе да се качам. Скалата без колебање скокна од торбата, се истегна до врвот на бунарот и се прицврсти толку цврсто, што Паторчо можеше да се искачи по неа и да излезе здрав и жив од тој затвор. Слободен, тој си запеа: Квак, квак, квак. Но кралот го слушна и веднаш пребледе. Ако Паторчо успеал да се извлече и од ова, тогаш сигурно е волшебник. Фрлете го во огништето, им нареди на своите стражари. Но малиот човек имаше уште пријатели кои можеше да ги повика. Додека слугите го палеа огнот, тој извика: Извору, помагај, зашто кралот итна наредба даде во огнот да ме фрлат и жив да ме изгорат. Изворот скокна од торбата, го изгаси огнот и ја поплави целата кујна. Потоа се разлеа низ ходниците и стигна до престолната сала, каде што кралот скокна на нозе за да не си ги намокри чевлите, па гневно нареди: Донесете ми го Паторчо. Само што го виде, згрме: Преку глава ми е од гости како тебе. Подготви се од животот да се простиш. Но Паторчо го имаше осилото во својата торба, па ја отвори и замоли: Помагајте, оси, сега е вашето време. Кралот решил мерка да ми земе. Додека трепнеш, густ рој оси излета од торбата и почна да го брка кралот. Во меѓувреме, исцрпен од сите стравови што ги преживеа тој ден, Паторчо седна на тронот. Додека траеше бркотницата низ палатата, привлечени од вревата и мешаницата,
Поданиците на кралот го најдоа Паторчо седнат на тронот. Срекни што малиот човек го зазеде местото на нивниот крал, кого воопшто не го сакаа затоа што имаше ужасен карактер, сите почнаа весело да извикуваат: "Да живее нашиот нов крал Паторчо!" И така Паторчо стана крал и си живееше мирно и среќно до крајот на својот живот. Ако сакате повторно да се дружиме во следната приказна, кажете им на мама или тато да се претплатат на каналот.